од екстерно тестирање 2014-2015 година од базата на прашања за 7 одделение, ќе ги разгледаме прашањата под реден број 51 до 55, а тоа е на страна 378 и 379. 51 прашање. Ако алфа и бета се суплементни агли и алфа еднаков на 170 степени, тогаш аголот бета има. Суплементни се аглите кои имаат збир 180 степени. Бидејќи алфа има 170 степени, бета мора да има 10 степени. 52 прашање. Ако алфа и бета се комплементни агли и бета еднаков на 45 степени, тогаш аголот алфа има. Комплементни бе аглите чиј збир е 90 степени. Бидејќи бета има 45 степени, тогаш и алфа мора да има 45 степени. Значи, заедно треба да имат 90 степени. Трето прашање. Ако алфа и бета се комплементни агли и алфа е 52 степени, тогаш аголот бета има. Значи, исто како 52 прашање, заедно мора да имат 90 степени, од 90 степени одземаме 52 степени и ќе добиеме колку има другиот агол. Тоа е 38 степени. 54 прашање. Аголот алфа еднаков на 17 степени 40 минути. Представен во минути е. Значи, тој агол треба да го претвориме, да го представиме во минути. 17 степени по 60, затоа што 60 минути има во еден степен. И плюс ке ги собериме овие 40 минути. 17 по 60, 1020. 1020 минути плюс 40 минути, 1060 минути. 55. Аголот алфа е 30 минути 10 секунди. Представен во секунди ќе види. Една минута има 60 секунди, а 30 минути ќе има 30 по 60 секунди плюс овие 10 секунди. 30 по 60 е 1800 и уште собрано со 10 ќе добиеме 1810. Ги разгледавме 5 прашања, благодарам за вашето внимание.